Сега, покрај то да си музичар на сонцето, исто така тешко е и да си снимател. Ова морав да го речам, пошто се побунија колегите од другата професија. Шо, демек само за музичарите кажуваш? Добро, еви за сликарите и за снимателите ке речиме, тешко е. Како не е тешко? Душа излегва, ма знаеш како? Кој те прашва, ба? И сега ќе се јави некој ке речи, не си бил на нива, зато кажуваш. А ви ти не си бил на варница полнење, празнење или горење. Особено горење на плюс 50 да фрлаш греди внатре, 1000 степени всурат да те печат. Ама добра, ај сега не си ги мериме професиите. Ко што рековме, кога ќе запечи сонцето, се е тешко. Едино не е тешко, пример шпица да клаиш на видеото. Мене и то ме мрзи да го правам, ама ај, можи? Ајде, бате. Иако има многу потешки физички работи од снимањето или од свирењето, примерете рековме на нива да си во жешкото, или на чатија си качен, пример нешто градежништво, или да туркаш чатија кој што туркал овај. Арнова кога би имал избор во моментот, пребидом негде на чатија и да работам физички во жешкото, отколку да работам физички на настан или во гужва на свадба, да речем. Брат, не сте свесни кој притисок го имат луѓето што снимат и што сликаат. Небитно дали е настан или свадба. И на едните и на другите му е многу битно ти да ги фатиш најубајте моменти. Ти за да ги фатиш најубајте моменти, за да имаш се што ти треба да носиш ентон опрема, ранецот товарен, да тежи, да корнити враце, гимбал, камери, чуда. И кога то не е доволно тешко цел ден да го носиш на тебе, имаш уште едно 500 души со кои треба да се расправаш цел ден и целан. Тргни, застани, тегни се, тој те турнал, ти си турнал. Еден ти вели сними ме, друг сликај ме, а ти не си ни за едниот ни за другиот дојден. Настано се движи, нешто се случило, не си фатил, си фатил. Светлото вакво, ова било такво. Крај нема, брат. Организаторот сака вака направи, ако е свадба невестата, ова сака мазето, она сака. И уште појако сите сакат што се тука, сите нешто сака. И ти треба со сите да излезиш накрај на начин на кој не би ја расипал атмосферата, иако во 99% од случаите ти се качват нагло. Значи покрај физичката сила треба си психички спремен, брат. И затоа многу пати, за да можат да направат секако што треба, обично сликарите ја водат свадба. И јас морам да признам, бев еден од противниците на тоа кога правевме свадба. Јас бев тој што велеше, како да не сликаро ќе ми кажува мене кога ќе он понеде, може не ќе да одам. Јас кога ќе речам ќе. Да, ти кога ќе речиш, ама ако остаеш на зето или на куму или на некој, свадба да ќе треба 6 дена да трај. А јас не пијам, ама луѓето се запиват обично, ќе се зазбора, ќе се запи. И ако не тргни навреме, ќе пропуштиш и црква, ќе доцниш на матично, се ќе доцни, се хаос ќе ви. Затоа сега пошто сум малце поискусен, можам да речам дека уба работа е тоа што го прават сликарите, пошто ако не се тие, крај ќе нема нервозата на свадбата. А и на крајот на денот ти го тргат товар од грбо, ме сваѓаш, наместо ти да се дериш по луѓето, ајде одиме, ти кај овај, кај онај, не брат. Ќе одат тие ќе свикат, ајде кумо, ајде застани тука, ајде де, оп, ајде тргнавме, готово. Оиш кај невестата, ајде сега поздравете се тука, ти влези, ти оди таму, ти направи, оп, готово кај невестата, ајде се в црк. Мора така биде, иначе никој нема да заврши работа, музиката ќе си знасвири, никој нема да трга никаде, сите сегде ќе доцнат и на крај нервози ќе ви работа. И затоа тоа е супер пример за зето за невестата, за сите присутни, арно, ама сликарите и снимателите. Пола од народот намќор ги гледа, пошто кој овај сега да кажува. А тој кутри од душата му има излезено за да ги направи сите најубај дене. Ама на крајот на денот поарно да ти се лутат некој од луѓето на свадбата, отколку ти да немаш материјал за да му направиш најубото видео на тие што те платиле да дојде. Значи најбитно е тие што е нивни денот, тие да се стрек. Другите ако се лутат нивна работа. Мислам нормално дека и то влија и на целокупната атмосфера. Затоа и кога ќе одбирате камермани, сликари или што и да е, треба да одберите луѓе што нема да ви ја расипат атмосферата, што ќе додат на атмосферата. Имаме такви луѓе, немам да речам. И кај музичарите, и кај сниматели, сликари има такви луѓе, го сакаш брат. Што ќе дојде и низ мајтап ќе направи цела работа и топ ќе си добиеш видеа, слики и ќе си добиеш расположена публика. Се има некои места, некои свадби кај што Чарли Чаплин да одојсиш џабе. Нема атмосфера, ама небитно, битно ти да си збркаш работа. И затоа денешно време наместо протоколот да го води пример кумо или кој треба таму да го води традиционално, го водат сликари, пошто на крајот на денот тие што го работат ова за живеачка, ги знаат сите адети, ги знаат сите марифети, со сите цркви попој се знаат. Со сите се знаат до толку што дури и на памет ги знаат песните попожи пеј. Значи попо пеј таму, сликарите од страна хорот го прави. И обавезно има некој во публиката што од нигде никаде со некој басовит глас ке рече амин. Такви луѓе ти треба, а не некој пошто зашто таму ќе дојди намќор цела свадба ќе се расправа, ајде тргни зад, наместете се ваму
само луд. Тој кажва наредба, такви луѓе не ти треба. Ти требаат луѓе што нема ни да ги приметиш онака, ќе бидат едно со публиката. И истото важи и за настан. Пошто свадбата е приватна забава и се работи за нечи живот и нечи чувства, емоции во тој момент, ама па настаните се случват еднаш во годината, некој во веко еднаш. Што значи и тој што го организира, за него исто така лично и емотивно како што е за луѓето свадба. И тој очекува ти да се посветиш максимум и него не го интересира колку луѓе има на настанот, дали има други камери, дали смета нешто, дали воопшто има простор за ти да се движиш или шо и да. Не му е битно, брат. Нив му е битно да го имат најубаво продукт што можат да го има. Цел друг товар паѓа на те. Јас на пример како човек што снимал само спото и рекламчиња претходно пред да почнам настан ја снимам, кога договорив првиот настан, брат, тоа беше и Линденски денови пред 5-6 години. Првиот ден на снимање бе возбуден што ти кажам, ти прво и основно прв пат снимав некој поголем настан, помали имав снимано, ама обично беа некој онака корпоративни настани, речиме, семинари, нешто, тука се луѓето седат, немаш некој посебно движење, имаш време да фатиш се што треба. На вакви настани со движење, со танци или трки или што да, тргнува приказната и нема назад. Ако го фатиш моментот, ако не го фатиш со здраве си го носиш. Јас одам товарен, ранци на мене, гимбали, чуда, уште не почнат настанот топило направен, пошто пекол времето, таму луѓе, гунгула, вака народ. Од една страна некиш да се туркаш, од друга страна ќе тргни приказната, мораш да фатиш се што треба фати. Па да не правиме муавет, па по некој ден прв пат дефилето кога го снима. Тоа беше хаос невиден. Знаеш, денешно време сите се со мобилните. Небитно што ти си на пример најмен професионално видео да направи. Има сликари што се најмени да направат професионални слики, што секој може да ги земи да си ги сподели. Нема врска, бат. Знаеш, ти во кој век сме ние, сите телефони имат со камери. И брат, илјадници луѓе на улица, прво не се ни тргат за народот да врви. Не, во луѓето влезени внатре. Отиот имало од Мексико, од не знам каде, од Тајланд луѓе. Абе врати се чекор назад, пак ќе ги види. Не ти бегат луѓе, ќе поминат пред те. Не мора вака му застан. И то не вака со телефоно, вака застанато. И да ги гледа и да снима тука и да му збора. Ами напред простор малце, сите треба да видат. Не си ти најбитен или најбитна во веко. Дозволи сите да видат, сите да си снимат, да си сликат. Дозволи ние што работиме да сработиме работа. Са јас товарен ко магаре, топило направен, се враќам наназад, се движи колоната на кај мене, јас се враќам наназад, не гледам што снимам, гледам да не изгазам некој, пошто сите стојат на пато. Иако е јасно обележано кај треба да стојат. Арма, знаеш како? Кој те праша, бате? Оде се сите крало и кралици, ти не можеш ти на крало да му речиш тргни се од пато. Тој тебе ќе ти речи ти тргни се. Ако си ти тука дел од организација, тој нема врска, ба. Тој ти е на пато и треба да се тргне. Логика не варе, логиката напушти куќата одамна тука кај. И се наместо напред простор, ти треба да урлаш, да се туркаш, да се расправаш со луѓето и воедно да ги фатиш најубавите кадри што можеш да ги фатиш. Добро, ќе застанат подолу да играт, се вака се бери, што е нормално, супер настане, сите сакат да го видат. И нормално е кога настано се прави за луѓето. Ама луѓето треба да се свести дека тој настано некој го организира и дека за да има одлично видео тој настан за да го видат уште поке луѓе, за да стигни буквално до целиот свет, тие треба направат простор за овие што се дел од организација, си ја сработат работа. Кој што рековме, не мора во врато да му се пикниш на луѓето, му дишиш, ги гледаш и од чекор поназад ги гледаш. Ама не бе, бат. Кај нас е најбитно ти да си прв напред и ако може в сурат да му си залепен, пошто ти си човек. Тие што има врска, тие што треба да играт дојдени од онам од другиот крај на светот, за да ти презентираат нешто. Не, бате, не му давај простор, ти во врато диши му слободно. Боже го. Што значи покрај што си товарен ко магаре, покрај тоа што имаш обврска да и фатиш најубавите моменти, покрај и физичкиот и психичкиот товар, уште имаш товар од народот. Треба и со нив да се објаснуваш и шуште па. Ти не му ни велиш ништо. Ке поминиш негде околу нив, зад нив, пред нив за да го фатиш тоа што треба фатиш, кадаро да го има. Не, бате, тие тебе ќе ти речат. Аман дечко, ти со камерата. Едно, две тука пред телефоном ми врви. Ако му речиш нешто, не чини. Ако не му речиш ништо, па не чини. Па крајот не се наоѓа вече. И после ќе ми речи него, шуво ти со камерата си трчаш. Ела бе, пријател. Ела слово, јас ќе ти ја дам, не мора купуваш, јас ќе ти ја дам камерата, оди потрчај ти да те видам малку. Исто ко за музичарите што правевме муавет. Ела си еден ден со мене. Не мора сам, веќе се менвам и јас кидам со те. Ки почниме настаните од 9 сато са вајле. Ке ги тераме до 12-1 сато ноќта и после тоа ќе си ојме дома да префрлиме све и ќе почниме со монтажа вечерта, за да средиме се што имаме од тој ден и са вајле ќе маниме туш и ќе продолжиме одма со другите настани. Да видам дали ќе го издржиш тоа темпо без да заспиеш и колку дена ќе го издржиш. Брат, тоа е многу лесно кога ќе кажваш одстрана за било што. И затоа луѓето си изгорени ја кажуваат одстрана, пошто зошто се мачиш ко можеш со полесно вака да помниш. Така. И тоа е за
денес. Здравје Боже, поке наредна епизод. Поздрав, имајте убав ден.